Ние веќе во студиото подготвени со моите први гости за денеска, ќе имаме еден интересен и продуктивен разговор во следниве 15 на минути. Велам добро утро прво за Зоран Јовановски, првиот македонски параскијач што минатата година освои ФИС поени на официјална трка. Добро утро, добре ни дојде. Прв пат си ни во Македонија на утро или Не. прв пат со мене интервју? Прв пат со тебе. Супер, честа исто така ќе биде моја, ќе имаме да споделиме убави приказни. Добро утро за човекот кој стои токму секаде каде што започнува еден убав напредок, Јане Стефанов. Добро утро. Добро утро. Јане, ќе те најавам како инструктор за адаптибилни спортови и основач на Сдруженијето без ограничувања. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Имаме да споделиме убави вести. Зоран, ќе почнам ајде со вас. Прво околу целата ваша приказна со параскијањето. Кога свативте дека ова не е само хоби, туку пат кој професионално сакате да го одите? За професионално лане. Минатата година? Да, минатата година бееме на Каунтер Талер и првата трка што идеме беше на Зурс. И таму ги усвоиме првите поена што се за Македонија и оттам почна целата приказна. Сушност, промената во Светската скијачка федерација дека параспортовите, снежните параспортови влегуваат под капата на оваа асоциација, ни даде можност да прошлата година, минатата година, отидеме на таков тренинг за обукани инструктори и надпреварувачи, од кој тренинг после отидовме на ФИС трка, каде што ги и освои Зоки тие бодови. Тоа го кажавте во најавата. Што е таа трка? Што значат тие бодови? Бодовите, ФИС бодовите се рейтингот на надпреварувачот. Добре. Значи, што помалце точки имаш, ние точки ги викаме, ние се бодови, поени, како сакаш наречи ги, тоа си подобар скијач и тоа стартуваш понапред на надпреварот. Значи, имаш помал број на старт. За да може да учествуваме на Олимпијада, потребни ни се 240 поени, а ние веќе стигнавме околу 680, да. Значи, со овие трки кај што бевме оваа година, успеавме да намалиме точки и се надевам дека во наредните трки ќе успееме да освоиме доволно малку за да можеме да учествуваме на Олимпијада. Така. Кажавме прв македонец што има освоено ФИС поени во параски. Сигурно кога ќе кажеме ова вака не е личен успех само за вас како тим, туку ако зборуваме и за македонскиот параспорт воопшто. Ќе се согласите, така? Сега, три надпревари веќе се за вас оваа сезона. Што се случуваше оваа сезона? Што тие ви донесува, што научивте досега? За прв пат у Каунтер Талер извозима, нели, GS, велеслалом, и од кој за прв пат па се запишаваме и у велеслалом за успеаме да направиме на кој бот. Другата трка не беше слалом у Кицвил. И за жал првата трка не успеах да завршам, а втората го заврших. Со очекуваниот резултат, со тоа што го намивме? Првата трка беше како куршум брз, ама стазата, бидејќи стартуваш 108, стазата е многу изрендана од претходните надпреварувачи и на една кривина ја фати малце лошо и отидовме надвор. Меѓутоа сме живи, здрави и тоа е важно. Наредната трка ја завршивме и се беше супер. Јас почнав веднаш со овие малку подиректни прашања околу оваа нова сезона, бидејќи пред неколку дена Јани ние комуницираме, цело време сте на патишта, навака натака, затоа сакав прво со овие актуелни прашања да почнем, меѓутоа сега малку сакам да те навратам и на едно поопшто прашање околу целата мисија со адаптибилните спортови, Сдруженијето без ограничувања. Не зборуваме тука само за параскијањето. Влегуваат уште многу други спортови. Што значи вашето функционирање, поддршката што си ја давате меѓусебно за развој на адаптибилните спортови кај нас? Сдруженијето без ограничувања настана како една желба на Вангел Тркалјанов да се воведат нови спортови за луѓето со попреченост. Значи, идејата е дека сите луѓе треба да имат еднаков пристап на спортот и сите спортови да бидат
и за луѓето со попреченост. За да може да се постигне тоа, се воведе една категорија адаптибилни спортови. Значи, Зоки во количка, него од адаптибилно средство добива сицки, каде што во долниот дел има скија и горе си седи како во количка и го скија. Сега јас вака кога кажувам го скија, тоа изгледа дека е лесно, всушност и не е така лесно. Меѓутоа за сите спортови може да се направи некаква адаптација за да може да и луѓето со попреченост се занимаваат со тоа. Ние преку Сдруженијето успеавме да воведеме повеќе спортови, меѓу кои и нуркањето, значи нуркање скуба дайвинг што го викаат, потоа кајак за луѓе со попреченост, точаците и претходно беа велосипедите, имавме во целото тоа правиме забава и со пинг-понг и тоа е една желба да се направи и инклузивност меѓу луѓето со попреченост и луѓето без попреченост да може да се надпреваруваат заедно и тоа е и на ФИС целата стратегија зошто ги воведува параспортовите кај нив, затоа што треба сите да бидеме заедно, тоа е. Така. Колку е сложено да се обучува параскијач, кои специфични методи или пристапи ги користите кај Зоран, колку нашата инфраструктура во Македонија, да не зборуваме само за параскијањето, да зборуваме за сите тие адаптибилни спортови, колку ни е здрава инфраструктурата кај нас за тренинзи и слично? За сложено, значи бара малку повеќе размислување. Бара и повеќе време за одговор. Не, сложено. Не, кога работиш со спортист со попреченост или атипичен спортист, најбитно е да го слушаш тоа што ти зборува. Обично кога имаш некое детенце на обука, ти му кажеш што да прави, детето прави и така натаму. Меѓутоа, кога имаш атипичен спортист, треба да му ги знаеш ограничувањата. И значи, најдобро неговите ограничувања си ги знае Зоки, така. И тој кажува до каде може да идеме со тренинзите, ние цело време го притискаме и бараме од него повеќе и бидејќи не сум само ја инструктор за ова, тука е и Петар Илев, тука е и Вангел исто. Значи, бараме правиме програма колку можеме да извадиме од спортистот максимумот што може да се направи. Зоки мора да го издржи тоа. Зоки е спортист во повеќе дисциплини, он сега ќе си каже во кој се. Јас само пред да преминеме на тоа, сакам една мала консултација програма во живо со колегите од режија, доколку ги имаме и се во ред, ни испративте вие и нели малку материјали, може и да ги погледнеме додека оди разговорот од претпоставам последниве надпревари за кои што зборувавме досега. Освен параскијањето, што друго? Атлетика. Доста време сум и првак на Македонија во атлетика, преку 20 години. Моментално и тренирам и кошарка. Само моментално не го тренирам ради ситуацијата што со скијањето, ради повреда. И секој пат сум учесник на Скопскиот маратон со обична количка на 42 километри. Колку е предизвикувачки, ги сакаш тие спортови, ги тренираш тие спортови, колку е предизвикувачки да се тренира во Македонија? Истото прашање што го постави и на Јане, со оглед на инфраструктурата, условите, дали може да се направи повеќе за уште поголеми успеси, уште поголема волја кај сите останати? Секој пат може повеќе да се направи. Значи, зависи ако, например, да правим за скиена, како најпрвен Мавро, не треба за да дома дужи чара многу полесно. Значи, зборуваме за такви основни услови за кои што треба да бидеме само погласни. Тие не треба, да кажеме, за да стигнам дужи чара полесно. И, например, што најбитното, да има адаптирано ВЦ за лица со попреченост. Како е во регионот? Често сте биле на пат, сте биле некаде на надпревар, внимаваат ли малку повеќе на развојот на параспортовите, на условите? Во нашиот помал регион најдобри услови за параспортови имаме во Бугарија. Сега разговарав од Грција представникот на надпреварот. Има и во Грција има неколку нивни центри кои
се фокусираат на тоа каде што прават да биде бесплатно скијањето за луѓето со попреченост. Значи имаат стратегија за развој на тоа. Така. А горе на Алпите тоа е прилично развиено и луѓето не само за спорт, него и луѓето со попреченост одат таму и за забава, да си скијат за себе. Така да ние сме многу далеко во инфраструктура и во градовите, а не на планините. И нас ни е полесно да отидеме во некој таков поразвиен центар и таму да скијаме отколку да останеме на нашите терени. Иако многу го сакаме Маврово, не знаеме што ќе се случува оваа година со него, така да ќе видиме дали воопшто и ќе скијаме оваа година тука. Стратегијата за да стигнеме до Олимпијада до зимска параолимпијада во Италија, ние да посетуваме што е можно повеќе кампови што ги организира ФИС, да идеме на трки што ги организира ФИС, затоа што секогаш имаш поставена стаза. Нас ние, за да можеме да поставиме стаза за надпревар, капи, нели, за да можеме да возиме, потребно ни е многу луѓе да се инволвираат во тоа, значи да се однесат капиите, да се намести стазата, да се спуштат. И нас ни одговара да одиме веќе каде што има поставено такви стази, за да можеме да надпреваруваме на нив, односно да вежбаме на нив. И стратегијата ни е до Олимпијада да имаме што е можно повеќе снежни денови, за да Зоки направи подобар резултат на Олимпијада. Патувате и следна недела, така како што знам во Јасна. Што ќе се случува таму, Зоки? Подготвени ли сме? Тренинзи ќе има? Обавезно. Така, што ќе се случува во Јасна конкретно? Имаме камп тама и има трки. Сега кренуваме у сабота. Не другата недела, сега кренуваме до 20. Слободно ти кажеш си така пократко што имаш Јане ни е тука говорник, ти си спортистот, треба да мислиш на тренинзи и на спорт, Јане може и деталите да ни каже. Во Јасна ќе има штелување на опремата, затоа што имаме нова опрема која треба да се наштелува, односно да подесиме да одговара за него. Имаме нови скии кои ќе треба да ги тестираме, така да кампот ќе го искористиме за да може да го прилагодиме ситскито за Зоки да биде поефикасен во заокрети, да биде поефикасен во надпреварот. Како и секој спортист на Зоки останува да биде како и до сега, претпоставам поради успесите, дисциплиниран, послушен кон себе си, послушен кон тренерите, така, и не очекуваат уште подобри резултати. Спортистите така функционираат со дисциплина. Не сум видел по-послушен спортист од него. Не можам да му ја заборавам лицето кога излета од стазата, кога ме погледна и вика: "Бате, излетав, не можев, не знам што се случи." Што беше тоа, какви бе емоциите, тажен беше? Многу, вика, готов, разочаран, не знам, да си одиме, вика, не знам. Пак нормално ќе бидеш тажен, ама ако стартуваш 108 имаш. Што е тоа кај вас спортистите првите неколку секунди таков момент на претерано разочарување, да не се тренерите, тука мислам дека секој втор спортист ќе се замине над преварување така. Зошто така? Толку се трудите, толку дисциплина и мала лекција си готова, толку ќе се откажеш. А секој пат сакаш да постигнеш подобар резултат и секој пат се случуваат грешки. Така. Мора да се направи баланс меѓу желбите и можностите. Ние како надпреваруваш секогаш сакаш да постигнеш повеќе, меѓутоа можностите на стазата мора да ги процениш за да сепак не бидејќи бодови добиваш само ако ја завршиш трката. Што би значело за не само за вас, туку и за Македонија, ако добиеме свој представник на Параолимпијада во скијање по прв пат? Значи за прв пат ќе видиме на Параолимпијада. Твоето име и презиме ќе се стои запишано таму како прв представник на Македонија, верувам тоа ти значи, така. Нормално. И ти дава уште поголем мотив за успеси. Да. Така, Јане? Оваа приказна почна пред околу 7-8 години. Првиот пат кога го видов во Ситски, значи кога дојдоа инструктори од Англија за обука, првиот ден седна во Ситски и ја спушти стазата во Маврово. Сите што скијат знаат со која тежина е таа стаза. И некако се трасира еден пат дека од него може да биде многу добар надпреварувач во параски. И некако тогаш почна еден сон
тоа е сонот дека ќе имаме представник од Македонија на параолимписки игри и ќе можеме да представуваме нашата земја со најдоброто што го имаме. И полека и сигурно овие години се развива тој сон и мислам дека многу брзо ќе биде реалност. Ние ќе ја следиме вашата работа, ви благодарам за тоа што го правите и како порака што го пренесувате до сите, дека ако сите заедно се создадеме услови за подобро функционирање во секојдневието, секој од нас може да се го постигне тоа што го сака. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, ви сакам среќен пат за Јасна, па се гледаме, Јане, после празниците. Да. Кога доаѓате? Пред Прво да не ве чекаме да пред Нова завршат година. празниците, па да да не ослабеме малце за да бидеме згодни за на телевизија и после. Констатиравме дека имаме стомаци, спортистите не се жалат на тоа, ние се жалиме. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија на утро.